Следната тема во утринската програма ја посветуваме на заштита на животната средина. Се зголемува бројот на домакинства и во деловите кои што не се покриени со централно грејење, расте бројот на автомобили, повеќе помали поголеми индустрии се префрлаат на позагадувачки горива поради цената и сите ова се само дел од причините за зголемената грижа како здравствено ќе го преживееме периодот кој што следува. Ако одговорот на властите е грејење на јаглен, мазут или дизел, тогаш животната средина и здравието се секундарни, реагираат од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест. Елена Николовска на Скајп имаме токму на оваа тема. Елена, добро утро. Добро утро, Елена. Добро утро. Елена, загадувањето е се поголемо, мерките што се спроведуваат или се планирани се недоволни за да го амортизираат сето ова, дел па комплето замрзнаци, како на пример подобрувањето на јавниот превоз, како еден од начините за намалување на аерозагадувањето. Да, за некој што го следи сектора животна средина повеќе од 10 години веќе, ова што се случува сега со јавниот транспорт е тажно за гледање. Во најмала рака, затоа што требаше да одиме напред кон подобрување на јавниот транспорт, кон јавен транспорт кој не загадува. Меѓутоа, ете се случува спротивното деновива го гледаме. Среќа не послужија временските услови, затоа што врна дожд или дува ветар, па не го чувствуваме толку загадувањето, меѓутоа кога ќе нема дожд и кога ќе нема ветар, ќе си почувствуваме на наша кожа или повторно загадување. Апсолутно е неодговорно и да се потпираме само на временските услови за чист воздух. Економската и енергетска криза донесоа проблем Елена во сите сегменти од функционирањето. Цената на енергенсите ја доведе во прашање грејната сезона, па изминатиот период се бараат и алтернативни начини на загревање, се ставаат во игра енергенси кои што се апсолутно штетни по животната средина. Она што го имаме како информација е дека за месец декември на пример е обезбеден природен газ за топланите, велото даде ЕСМ, газ ќе се обезбедува на покуси временски периоди поради финансиски подобрите услови, што засега е, споменав, добра вест, но евентуалното користење на алтернативни загадувачки енергенси како јаглен, мазут и дизел, велите, би било порака до граѓаните дека се е дозволено за да се обезбеди енергија и дека животната средина и ние граѓаните сме секундарни? Да, ние веќе подолго време го следиме секторот енергија и што се случува во него. И баш колегата Давор имаше интервју вчера во кое многу убаво кажа нашите ставови, а тоа е дека користење на фосилни горива во 2022 година, кога требаше веќе многу одамна да сме на обновливи извори на енергија и да ги искористиме максимално обновливите извори, односно сонцето, тоа што ние го имаме по изобилие во оваа држава, а се уште не го користиме, е тотална негрижа за здравието на граѓаните. Значи, не само од поглед на ова што сега го зборуваме, значи на микрониво, каде имаме загадување на воздухот, меѓутоа и на по-глобално ниво, каде ние директно ги донесуваме за влошување на климатските промени во светот, нели? А последиците од климатските промени ги чувствуваме и ние, како мала држава која е земја во развој, која нема финансиски средства да се справи со последиците од климатските промени, како што видовме во неколку наврати, кога имавме поплави, кога имавме материјални штети. Знаете, граѓаните често не ги поврзуваат овие работи со искористувањето на фосилни горива и други загадувачи со како директни причинители или предизвикувачи на поплави и екстремни временски настани и екстремни бури кои се тешки да се предвидат, пак не предизвикуваат материјални понекогаш и човечки жртви. Меѓутоа, еве тука сме и можеме директно да ги видиме последиците со кои што сме немотни да се справиме и навистина треба веќе да имаме во вид дека ако имаме некаква долгорочна стратегија за енергија, ако имаме некакви долгорочни климатски цели, а веќе ги имаме зацртани и тие се доста амбициозни и предвидуваат намалување, односно постепен прекин на употребата на фосилни горива до 2050 година. Меѓутоа, најважно е дека
дека видиме намалување на емисиите на стакленички гасови, односно најмногу од енергетскиот сектор за 50% до 2030 година, а 2030 година е утре, сега сме веќе 2022, а гледаме дека енергетските политики директно се косат, односно се противни на моменталните акции кои што ги носиме во секторот енергетика, директно противни на стратегиите. Треба оно што го планираме долгорочно да го спроведеме сега, така. Ако сме испланирале дека ќе престанеме со употреба на фосилни горива и ако го земаме како по предвид здравјето на граѓаните, тоа што треба сега да имплементираме, тоа сме требале да започнеме да имплементираме кога сме донале стратегија. Елена, кој е предлогот во однос на домакинствата и нивното загревање? Буџетот на граѓаните е ограничен, особено во услови на економска криза, па во моментов се снаоѓаат како знаат и умеат. Одредени анализи пак за емисиите на загадувачки супстанции од секторот грејење. Домакинствата во Скопската котлина упатуваат дека загадувањето ќе се зголеми за 30% до 2025 година, а бројките најверојатно ќе бидат уште повисоки ако се додадат и емисиите од другите сектори, како на пример транспортот. За системски мерки одамна се зборува, но имате ли чувство дека некој од нив почнува конкретно да се имплементира? Сега реков пред малку, кога станува збор за енергетскиот сектор, имаме амбициозни политики на централно ниво и тогаш гледате во суштина дека оваа година особено ништо од тоа не се спроведува. Односно се прави токму спротивното, се дозволува употреба на фосилни горива и не само тоа, туку се промовира на големо од државата. Ова е противно на системските мерки, односно кои се веќе планирани и кои требаше да започнат да се спроведуваат. Тоа што ние предлагаме е тоа што го кажав и претходно, дека она што стои во зацртаните национални стратегии мора да започне да се исполнува. Имаме таму многу убави мерки кои велат дека мора да преминеме на употреба на обновливи извори на енергија и дека мора да започне сериозно да се размислува кон ослободување на пазарот на електрична енергија, односно да се овозможи граѓаните да можат полесно се произведуваат собствена енергија од обновливи извори на енергија, односно од сонцето. Ги споминавте граѓаните, се извинувам што ве прекинувам. Државата треба да има политики и мерки кои што ние треба да ги следиме како индивидуалци. Каде е тука личната одговорност? Колку ние граѓаните сме одговорни за тоа што го оставаме зад себе? Колку ние граѓаните имаме чувство на што да се грееме или што се испушта се од нашите домови, иако имаме ограничен буџет. Повторно ќе го споменам, тоа е економска криза е. Но личната одговорност исто така мора тука некаде да постои? Да, има ли? Свесни сме дека живееме во моментов во свет кој има енергетска и сериозна економска криза и особено за нашата земја ова е голем предизвик и за граѓаните на нашата земја. Токму тука треба државата да помогне и за жал не може да очекувате, иако би сакала да кажам дека треба тука да се разбуди свеста на граѓаните, ние не може да очекуваме од граѓанин кој нема финансиски средства, нели, да му кажеме да вложи во пообновливи извори, во енергетска ефикасност на домот. Оно што претходно го зборувавте е дека домовите се загреваат со валкани извори на енергија. Имаше една студија, така малку да се кратам назад, имаше една убава студија на UNDP која вели дека дури 70% од домовите во земјава, тоа само во Скопје, немаат соодветна топлотна изолација. Многу зборуваме за тоа дека користиме валкани извори на енергија, меѓутоа малку зборуваме за тоа дека ние немаме енергетски ефикасни домови. Ние имаме дури и загуба на електрична енергија, кога имаме недостаток на електрична енергија, односно кога имаме струја од јаглен и од лигнит кој загадува. Добро, во голема мера и стандардот го одредува прогресивното размислување. Има уште многу предизвици кога е во прашање енергетската ефикасност. Во 30 секунди сосема на крај не очекува тешка зима и на економски и на здравствен план. За сите мерки очигледно треба и време и пари. Како да преживееме во меѓувреме?
Оно што во меѓувреме можеме ние да го направиме е да влијаеме на носителите на одлуки, односно одлуките кои ги носиме секојдневно како потрошувачи, да бидат малку посовесни, значи да користиме кога имаме можност, значи веќе да набавиме енергетски ефикасни уреди, како би можеле да заштедиме електрична енергија, значи повторно се враќам на заштедата на електрична енергија во услови кога ја нема, нели, или кога доаѓа од јаглен лигнит. И тоа е нешто што можеме ние сега во моментот да го направиме. Значи да си ја подобриме енергетската ефикасност на домовите, односно да ги направиме соодветна топлотна изолација и да користиме енергетски ефикасни уреди и да се обидаме да заштедиме електрична енергија во домовите. Благодарам, Елена, за гостувањето во Македонија на утро. Оваа зима е таква каква што е, ќе ја преживееме, се надеваме. Сите промени, инвестиции бараат и време и пари, но сосема соодветна поука е ситуацијата која живееме, дека треба сериозно да се размислува на оваа тема. Благодарам. Благодариме за гостувањето.